момчето кој дефинитивно број во Македонија кога станува збор за инфлуенс, на TikTok инфлуенс, на YouTube инфлуенс, на Instagram. Го обожаваат малите деца, дефинитивно, тоа јас го имам видено. Александра Дине во студиото или на Ева по нешната половина. Еден од најзгодните момци на македонската естрада, дефинитивно, човек кој што секој сака да ги прави косите кај него, човекот кој што дефинитивно е стилист кој што ги шминка или ги средува најпознатите не само македонци, туку и балкинги. Октај Сейди! Останете на Канал 5 и гледајте ексклузивно и премиерно. Почнуваме веднаш. Сум добил милион понуди од типот на, нели, сега да не кажеме алкохол, дике, не знам, игри на среќа, али тоа никако не прифаќам. Тоа не прифаќам. И не би сакал такво нешто да рекламирам, нема потреба. Имаш ли следеници? Јас на TikTok имам над 320.000. Ој, 320.000? Да. Тоа е сериозна бројка. Тоа е сериозно за Македонија. На Инстаграм? Над 38.000. Браво. Океј, со кој не си соработила сакаш? Ајде. Карлеуша. Цеца! Супер лик и она и? Денеска соработувам со таа другата особа. Со Сенида. Една поинаква, опуштена атмосфера. Александар, 3 работи што ти иритираат кај твојата девојка. Леле! Сека доцни и доцни. Добар ден, верна публику, моментално го гледате најновото издание на Golden Carpet. Нова емисија, нови интересни гости, но едно останува секогаш исто. А тоа е нашата цел да ве расположиме, да ви го направиме неделното попладне уште поубаво и што е најважно, да ве опуштиме и да уживате во нашата емисија. Браво, векче. Во овие летни денови ти си летно облечена. Да. Прв пат вака летно си облечена. Па станува Па вчера жешко е. дождо имаше, човече, сериозно. Да. Да, лето си дојде. Дами и господа, добар ден Македонија, вие гледате новото издание од вашиот омилен естраден магазин Golden Carpet. Ние кои секојаш вака видно расположени, јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Така да, уште малце сме до крајот на сезоната, но верувајте ми, ние се ќе дадеме од себе да го здржаме вашето внимание. Вие сте наша верна публика, без кој Golden Carpet немаше да биде една од најгледаните забавни емисии во македонскиот етер. Повторно имаме јавни личности, повторно имаме популарни деца, може да кажам, бидејќи за мене се помлади од мене, се по 10 на 15 години. Чичо Миро. Но времето си мине, како беше, децата си растат, а постарите знаат да кажат, тугите деца уште побрзо растат. Затоа можам да кажам дека исклучително ми е чест што го имам и имаме наш пријател заеднички, си го знаеме ние вчерани во студиото. Да. Така, знаме си убава, добро, нема веза. Го имаме момчето кој дефинитивно број еден во Македонија кога станува збор за инфлуенс, на TikTok инфлуенс, на YouTube инфлуенс, на Instagram. Го обожаваат малите деца, дефинитивно, тоа јас го имам видено. Почнува да снима веќе и за повозрастни, работи мислам и за Европска унија снима и така натаму. Александра Дине во студиото или на Ева по нешната половина. Билјарно си дојде они у студио. Па, види, договорени дури мечинг сме со аутфитот. Исто сме облечени, иста боја. Уште Примети? вашите да ги донесавте дома, немаше, може да си правиме муави чак На фамилиарна емисија. Да, еден од најзгодните момци на македонската естрада, дефинитивно, човек кој што секој сака да ги прави косите кај него, човекот кој што дефинитивно е стилист кој што ги шминка или ги средува најпознатите не само македонци, туку и балкинги. Моментално во студиото после Golden Carpet ќе ја средува и Сенида. Така ми се похвали, тоа е точно. Октај Сейди! Благодарам. Прв пат во студиото, Оки. Средно се заблагодарам што ме повикавте. Евчето ми се јави да ми најави, реков одма доаѓам. Иако Преска ми кажа, друго ми кажа, многу сум уморен, Сенида ми доаѓа. Да, денеска имав премногу закажани работи и викам све ќе кенселнам за вас. Браво. Да, ќе стигнам, ми кажа од прво. Сакам да те прашаме, гледачи, сакам да знаат полоцна колку се тешки пеачки, колку се тешки водителките, колку се тешки инфлуенсерките, дали имат своји мани, дали имат своји поборувања, но со текот или во текот на емисијата, а сега да мојата палка ја пропуштам на фамилија Јовановска Диневиќ. Емисијата е ваша. Јас ќе почнам со прашање кое што мислам дека и 20-та можете да ми дадете одговор, затоа што и Окта е во инфлуенсерството веќе навлезен и многу добро барата со тоа.
За нас инфлуенсерите многу се зборува дека ништо не работиме. Дека само се снимаме, сме мрзеливи, јас по тоа што читам по Јанаки коментари. парчеве направи. Јанаки. Јанаки парчеве направи дека Нека се се сликате, зборува. дека сликате усти, газо и така Се гледа натаму. што следи он на Инстаграм. Добро. Не се сите такви, мислам, да се разбереме. Ме гледаш мене. Добро, Така е, така да, е. продолжете го мавето Да, за вас ма- инфлуенсерија. Постојат такви некои стереотипи и сакам во оваа емисија да ги разбиеме и да ги решиме тие работи и да им покажеме колку всушност не е лесно да се биде инфлуенсер. Не е така лесно ти да снимаш, да објавуваш видеа, цело време да си на камера, си биде расположен, да го откриеш твојот живот и буквално да заработуваш покажувајќи го својот живот. Па ќе почнам со мата понежна половина да ми кажеш да ми покажеш зошто не е вистина тоа. Дека Вие не сте топ 5 инфлуенсерите се. машки инфлуенсери, според мен, али топ 10, не знам дали има 10 инфлуенсери машки. Нема Жени многу има машки, милион, да. али вие двајца да. И убаво беше прашањето. Да, види, дефинитивно е полесно од некоја физичка работа, тоа е да, нормално, но има многу работи кои што, ете, например, јас лично си го определувам своето работно време. И некогаш имам периоди каде што работам буквално од сабајле, не знам, од 7 часот, па некогаш главам до 12. Што работиш, што те прашува? Аха, Што е работела на инфлуенсерија? па Мислам, ја те прашувам, Ошева те прашува нешто друго, ја те прашувам. Така он го сваќа прашањето и на ја го некој сватам, начин одговорил. Така. Да. Па, генерално се состои тоа од многу работи, како например, не знам, спремање за снимање, сликање, состаноци, концепти, спремање, монтирање. Тоа одзема доста Оти повозрасните не гледаат и тоа инфлуенсерство, не го многу разбираат, па за да го објасниме во оваа емисија, што е инфлуенсер фактички. Така. Инфлуенс на народот, тоа, значи, едноставно овој продукт, карикирам го рекламирате вие и треба да го купат децава. Или деца, или моја генерација, или И луѓе. возрастни, Или да, возрастни. Тоа е инфлуенс, така? Така, Точно. така. Да. Да имаме влијание врз одредена маса на луѓе, кои што потоа нели може да конвертираат во купувачи. Убаво А, кажа, дефиниција, браво. Така. И сега наша должност како инфлуенсери е прво да поставиме, не знам, убава слика за нас, добри морали пред се, а со тоа автоматски да изградиме доверба со публиката која што не следи, за да можеме да да рекламираме некој производ. Оки, бираш ли што рекламираш? Скрос, да. Затоа што тука сме многу мала, како што кажа, мал број на инфлуенсери. Јас имам и друга премарна работа која се Така е, бавам. нормално, да. Имам професија, поред тоа се бавам и со ова. Баш ми е интересно и ми е многу убаво. Како што кажа Динев, не секогаш се треба да прифатиме, бидејќи со самото тоа што ние рекламираме нешто и си го покажуваме нашиот став, карактер. Сум добил милион понуди од типот на, нели, сега да не кажеме алкохол, дике, не знам, игри на среќа, али тоа никако не прифаќам. Тоа не прифаќаш? Затоа што јас имам некој бренд и не смеам да си го поништам, нели, баш разговаравме со Ева. И не би сакал такво нешто да рекламирам, нема потреба. Гледај се, ако станал збор за рекламирање, скапи сте, зимате, колку нормално зимате пари, како ги одредувате вашите ценовници, пошто многу пати и јас не сум инфлуенсер, јас Си сум рекламираш телевизиски и лик, ти? ја и така се представувам како медиумска фаца, не како актер и како инфлуенсер. Како си го правите ценовникот? Тоа е врз основа на тоа колку луѓе те следат и колку можеш да донесеш ти до клиентот со кој што сака да се работува со тебе. Сега нормално некој кој што има 10.000 следбеници и некој кој што има, не знам, 100.000 следбеници, цените се Различни, колку различни. имаш ти следбеници? Јас на TikTok имам над 320.000. Ој, 320.000. Да. На Тоа е сериозна TikTok, бројка тоа е сериозно за за Македонија. Македонија, на Инстаграм. Над 38.000. Браво. Све тоа чисто органско. Да. Оки? 40.000. Браво. И ви доаѓаат компании и ви викаат вие може да ме дали сакате мене да ме Па рекламирате? не, прво да, ти нели доаѓаат, зависи од брендот кој е, што како и искрено одлучуваме ние дали ќе работиме. Мислам, А барем која ја- прави стратегијата, вие или компанијата? Не. Колку рилсови, колку Зависи. постати, Маркетинг историја. агенцијата. Обично компанијата се обраќа на маркетинг агенцијата и маркетинг агенцијата ствара некој си нели систем како ќе се одвива тоа и подоцна кај нас доаѓа. Да, или некогаш има случаеви каде што директно некоја корпорација кој што имаат интерен маркетинг тим се обраќаат кон нас и Ги пратите странските инфлуенсери како е тоа, гледате конкуренција? Често јас често компетитори? пратам, скроз пратам. Да. Пратам затоа што има што да научиме и да ни покажат. Дефинитивно.
А знаете да ископирате нешто? Видете, секогаш не е све наша. Точно. Се е века Измисли. направено. Да, не можеш да измислиш топла вода, да, реално. јас искрено се што е најубаво гледам да го применам во мене, во мојот лајфстайл и нели во моите реклами и така натаму. Секој го покажува тој на свој начин, во свој Точно, да. стил. Колку е да е нешто ископирано, пак јас го правам и пак го правам на мој начин. На Сега твој ако не начин, ептен да. збор до збор и сега да се облечам исто како личноста на видеото, што сум ја гледал и слично. Мислам, убаво е да се инспирираме едни од други. Така и се креираат убави работи. Ти, Динев, што правиш уште со хејтерите? Ги има ли уште? А, како може да ги нема? Ги има, нели? Ги има. Оно кај мене ги има, не пак е тебе. И како се справуваш? Мислам дека снимаш една реклама за кој бренд нешто. За Телеком. Да, за хејтерите. Да. Уште те убиваат, уште те плюкаат. Јас од самиот старт кога почнав имав доста така негативни коментари. Не ме допираат толку многу онлайн затоа што не ни читам. Те допира едно време, ти Едно време, се да. јавуваше лајф и викаше дека ми е тешко. Да, одамна тоа беше. На Мислам, почетокот. Да, и зависи за која тема, мислам, мене најмногу ме боли кога е за некоја моја блиска личност отколку што за себе, затоа што не знам чак си знам кој сум, си се А сакам што и смета себе кај си. тебе, на пример, тоа ти од мене увек шти пијанец, ми пијанец вака, тоа ти зборат од кај си ти точно? Јас сум од село Балинци, општина Ти си го Валајово. кажуваш тоа. Да. И тоа и смета, ти викаат што најчесто, што не знам, па све и смета. Не знам, за тоа не се фаќаат. Не се фаќаат за тоа, така? Да, не знам, општо на некои луѓе некогаш немаш ни објаснување. Знаеш, некој не ти се допаѓа и не знаеш зашто. Може би таа е причината, може би мојот карактер не им се допаѓа, начинот на кој што се однесувам. Да, имаш некој детењасти стил и тоа ти е окей. Па, Си го имаш тоа, да. тоа сум јас. Ама тоа си ти. Да. Мојот професор по математика викаше никогаш не дозволувај детето во тебе да згаси. Ама ти си го имаш тоа, очигледно и така и си снимаш ти. Да. И за тоа си различен од Докте, различен од мене, различен од другиве мажи што снимаат рилсови, нели? Да. Скроз. И тоа е твојата природа. Да. Та немаш ти да бидеш миро да се тетовираш и немаш да пуштиш коса како оки. Може би се размислувам, ќе видам за тоа. За косата ќе размислам. Види, јас не се плашам да бидам свој, не се плашам да покажам кој сум и обично луѓето не се навикнати да го гледаат тоа. Баш ка сега на социјални мрежи се е така пластично, да кажеме, се е така isфилувано. Јас не се плашам и моите неуспеси да ги споделам. Или кога некогаш нешто ме повредило, ета си видел ти на стори сум објавил дека нешто ме повредило. Не се плашам од тоа, да го признам и да го кажам. Баш напротив, тоа е многу човечки. И мислам дека баш со самото тоа што сум искрен кон мојата публика, градам многу сигурност, многу доверба со нив. Да. Убаво кажа. Да, самиот кажа дека на момент некои работи можат да се isфилуваат, особено кога работиш јавна професија на социјални мрежи си. Па, дали инфлуенсерскиот свет знае да биде лажен или фейк? Да се представуваат луѓе на поинаков начин од што на вистина се. Знам дека сите ние во приватен живот сме малку поразлични од на социјални мрежи, мислам нормално е. Секој че за те што се 100% природни на А социјалните ги има ли мрежи. такви? А има ли никој што баш онака лажен идентитет, целосно? Окей. Ја не верувам дека има лажен идентитет, дејќи Ај, сега па и ти. Па не верувам, знаеш зашто? Затоа што видете, не можеме да сме ние скроз транспарентни на социјални мрежи, затоа што нема да те сватат. Мора малку да глумиш, нели, нормално, Видете, па не, глума не и глумење да речеме, ама например не ако глумење лудило. дома се будиш и урлаш и пееш, сега пред камера нема тоа. Да, се будиш и као здраво дечки. Подруг пристап имаме сега, од почитта према публиката која не следи. Затоа што не секогаш не следат само забавни луѓе. Знаете луѓе што не разбират од хумор и шега. Конкретно јас имам објавено некои сториња на шала на смеа и ете ги да одма да судат. Не те сметавме за ваков дека се смејаваш, абе дечки само for fun е тоа, само за хумор. Значи за мене социјалните мрежи и платформите се само за забава. Нормално и да заработуваме ако можеме од тоа. Не е ништо сериозно, така да не треба се потресуваат. така дојдоа. Правенствено социјалните медии беа за забава. Да. Но подоцна тоа прерасна у хејтање, у навредување, у споделување тажни вести, у споделување кој Затоа што кај сите починал, кој кај исчезнал, у пиздарење. Инаку нели беа забавни, па Facebook така Видете, се отвори. Ми се допаѓа тоа што расте брзо некоја информација, ако е нешто битно. Како типот што беше ете за донации за едно за друго. Да, тоа многу апсолутно, тоа со а, светлосна брзина се пренесува. Но тие хејтерски муабити, тие видеа, тие коментари, тоа многу е
мизерно за мене. Види, Затоа што сите се јаки позади телефоните. Да, Уште се нема диктатура, дрзнато некој ти дојде пред фацата и каже нешто. да. Се согласувам, ама тука знаеш кој е најмногу крив? Оние луѓе кои што ги поддржуваат тие хейтери. Пример, некој да направи некоја видео, пошто мене ми се има случувано, луѓе да седнат да направат видео за мене, да го објават на социјални мрежи и гледаш тоа видео е со негативна конотација, односно ме хейта мене, да кажеме лично. Читав еднаш кај коментари за тебе у паркот кој се тркавал, каже ти. Гледаш што правам на социјални мрежи. Абе те убија човек. Абе те убија. Абе вика бе мајка и татко да исилуваш, што немаше толку. Абе те убија. Ја не разбирам Те нека- раскостија. А детево си го има тој дух бе. А знаеш дека ја ги немам ни отворено коментарите? Ја ти ги читав сите. Значи, по колку лајкови имаат? По 300, по 500 лајкови имаат хейт коментарите. Тоа се 500 луѓе Тоа не кои го што... приметив, ама знаеш што напри се тркалака по паркот и Го знам тоа видео. Абе Динев, сега не може Динев да биде мачо мен. Ју му го такво детенце, он е интелигентен пред се хипер. И леле ко му попадне шобе ти, шобе ова, шат се да не звона пред камера. Леле викам дајте бре луѓе, па дете во шови Не, ја направи. не разбирам, ако не се свие, не го следи. Да, Зашто? многу Ама- едноставно. Нема потреба. Дај ми него следи направи му unfollow. Ја имам Unfollow, ја у блок задње стави, време го имам разбираш? тоа направено на Нели? неколку луѓе, а не Се има сум таков потреба. човек. Unfollow, ај бре се, иди у таму. Ама на- знаете ли што, Мене ја ме и не следиш се... уште, нели? Те следам тебе. Јас мислам дека Немам не треба ништо секој да против те тебе. сака. Затоа што не можеш И не да го парираш на следам. секој карактер. Да. Ја не Така кем е сите тоа. да ме сака. Сакам одредена публика, одреден круг на луѓе, тип на луѓе и тоа е тоа. Секој ако те сака, тогаш не е во ред нешто со тебе. Тоа сите го викаат, ама не е така, брат. Верувај дека е така. Епа, те боли ли некако кога те руга? Те боли. Видете, да, секој. Е, Затоа што- Да, ама знаете ли зашто ругаат? Не дека ти си помалце од тоа, него за инат. Зашто ти да успееш? Тоа ми Зашто го ти да кажа си и подобар? вчера едни луѓе, да. Да, јас тоа го сватив. Тука така функционира. За жал. мене се јавуваат водители, мои колеги, да не ги минувам сега, ама ќе ги минувам здраве кога ќе почнам од септември. Се јавуваат за мене, зошто Миро да води, зошто ја? Водители, мои колеги. За жал тоа само А кај и нас. они водат и ја водам, и ја правам. И ја ранам фамилија, тој и они ранат фамилија. Знаеш си колку е човечката лудост да се јавам, јас се речам, зошто Динев снима, карикирам, немам поема за Кока-кола. Нека снима, здраве, јас ќе снимам, може би утре за фанта. Точно, баш така. Сте луди бре вие бе. Се доаѓа од некоја несигурност во себе. Може би да е несигурност. Да, Ама тие но- се оформени што се јавуваат за мен. Ги знаете тие водители. Па Тогаш да, уште е ама полоша може би- ситуацијава. Да, ама имаш ти може би лоша представа, лоша слика за тоа дека мислиш дека они се сигурни во својата работа или било што и да. Може би не Може се. би Ама не они се гледаат толку сигурни. нешто, они гледаат нешто во тебе имаат кој што некој они не го минус. поседуваат и затоа тоа им смета. А јас многу пати така сум се трудел да анализирам од кај доаѓа се тоа Да, оваа и ја. негатива, Да, да. зашто луѓе во вака Исто реагираат. јас, исто ја. Тоа И- човечко да анализираш, да. Да, и сватив дека дури јас кога имам лош ден, не знам, ми се случило нешто, починал некој мој близок, не ми нешто лошо ми се случило да снимам, работам, што и да, се примеќам дека јас некога знам да изреагирам негативно. И Да. затоа се трудам со разбирање кога гледам нешто такво, се кажам, окей, може би оваа што си имала лош ден. Ама не дозволам тоа што е напишано за мене да ме идентификува мене, затоа што Ама дали у пракса го работиш тоа? Од ти убава кажу дефиниција, може да кажам, добра, сега ќе остана мирена, нема полудно, не сум мирен цел ден. Не за некој джукела, нема веза. Општо кога денот ми е лош. па за ако ми е лош денот, како јас реагирам? Да, дали у пракса си мирен? Тоа што Се ја кажуваш трудам да дефиниција. бидам, мислам, се ти кажав, се примеќам и јас на моменти Да. знам нешто лошо да кажам, не знам, особено блиски, кога ми се Ева знае, имавме Да. пресна ситуација кај што јас бев под стрес, изреагирав така малку по, ајде да кажеме, невообичаено, како и обично. И сватив зашто ми разговаравме, сватив дека Знае ли имав Динев лош да се ден. изнервира така, знае ли? Знае да си се зеле. распу- Он вака многу финичок е, ама јас го знам. Ама Како лаже, леле, Се шалам. човече. Не, се шалам. Он е супер. знаеш ли така да треснеш на маса? Не, си така. Не ти, е па он за тако ти рекам, кај он, да. Мислам, и да е он нешто изнервиран, сака преку комуникација, разговор да го реши проблемот. Он е Не е нежен. некој... Никогаш не така. повишувам Не, тоа. Не. Никогаш. Освен ако некој не ме слуша, ба треба да вика. Некој далеко. Уште едно прашање имаме и почнуваме со игра. Тен сериозна тема инфлуенсерство, што Да. мислиш? Па инфлуенсери се. Јас мислам дека најдобро те знам од сите, освен фамилија, сега што те знаат цел живот, ама најдобро те знам и знам колку си ти пред се добра личност, а никогаш луѓето тоа знаат да го... Абе, дискриминација, дечки. Нешто за дома да си кажувате. Ама чекај Миро, дај фали ме, те молам. Не бива. Ќе дојди на тебе што се секираш. Чувствувам осамен тука. Сакате да си легнеме?
Веќе изгази и гаси камери, па Нормално, дај фалиме. Да ви добро изгледам. Ке ви донесаме не. А го оставите да ми даде комплимент. Ами има и органи. И органи. Брат, да си одиме сакаш? Па не, стварно, го не. Едно прашање бре човече, уживајте. Уживајте, Знам уживајте колку како си го фалам. добар, знам дека сте дечко и девојка, ама ајде, не. Дај му на Миро комплимент, гледаш ба. Не, да. Многу крем добро ти стои, Миро, жими се. Со кафеавиве патичиња, бомба. Ау, па и на черчињата. Не, топ И тоа- стајник има. Бомбонче. Ништо ме ќе ме засрамите, дај продолжите. Ето, се ставим. Да, Доста му Ај, беше. голубчичи, Пуштај ајде. да. Продолжувам да ке Ајде, тебе. колку е добар дечко е друго? Но некогаш, за жал, таа добрина ја искористуваат луѓето, и јас затоа те карам многу често. А, тоа да. Затоа ти си тука да го чуваш. Да, јас сум малку така поостра. Ме интересира како се справуваш со тоа? Како го контролираш тоа? Дали сега пробуваш повеќе да бидеш малку поостар? Знаеш да процениш луѓето кога не ти мислат баш добро или си мислат на своето добро да просперираат преку тебе или нешто друго да добијат? И тоа многу пати се случувало луѓе да пробат да стигнат преку мене дали до слава, дали до пари, дали до било што и да. И многу често не сум го примекел тоа и ми било многу тешко затоа што од кога ќе го добија тоа што го сакале од мене, после кој ме шиша. Сакаш, октај. И као не знам, сега се трудам да ги примеќам тие така задни намери што ги имаат луѓето, ма пак е тешко. Пак е тешко затоа што не знам, секогаш гледам да го најдам доброто у луѓето, ама ете, тоа завршува со такви ситуации. Ама тие каде работи што- се многу краткотрајни. Колку може да ти искористираш? Два пати и до каде? Толку. Не Да, знам како? Да, Поред да, ама мојка, да- два пати не може. Поред нечи грб, до кај ќе стигнеш? Ти треба да имаш Зависи своје до мислење. личноста, зависи до ако е некој како ведеш од долго време му треба да свати, долго време ќе треба. Цицаат луѓе, цицаат кога ти Дечки, абе, дадеш шанс. инфлуенсери, жени има? Како? Има, според, да, жени, според вас, кои се, знаете, може ли да кажете кои се топ 5 инфлуенсери на девојки у Македонија? Имаме добри инфлуенсери, да. Кажи ми сега според тебе. Штипјанката, Која ще ти Марис, Мариса супер. Марис, да, Марис, Марис, одлично. Мија, Нина, Лила, Лила, Лила. да, точно. Ева Јовановска. Стварно, јас чекам мене да ме спомнете, бе, срам. Дај тебе на полза. Се шалам, ама навистина има многу. Не, има многу, за женски има многу. Машки нема толку. Мажи кој? Миро Каца. Не, дај. Миро. Јас сум свеж, јас Не, сум Миро, ти свеж, да навлезеш ова вода, има да не... Не, нема да вела, али ќе видам доста на конкуренција, оној вие сте Ќе пред бидеш? мене светлосни години, нема веза. Али јас сега снимам, јас си признам, ја не можам со вас. Ама мажи кои вие сте? Кој сме? Не знам, Стефан Спирковски, да, го гледам, но он за се и снима дечко. Се што може, секој тезга ја фати. Не, сериозно. Ама не повеќе фитнес, така. Не, секој тезга ја фати. Жими мајка, аз се чудам. Ако Ако нека нема има. веза, ја ништо дама, работи многу. Го има, да. Да. Стефан Другиов и вие, не знам кој други мажи. И мене не ми текна. Моја Марчо да е пообразован си водител. Комичариве, Да, они се сега многу добри. Стефан Николовски е многу Стефан добар. и сина Тапшанови, мајка. Тапшанов. Тапшанови некне во видео прв пат, може би тоа е моја грешка. Но гледам дечко парче прави. Да, супер ги. Да, ама парче прави. И добри рилсови, Да, гледани да. рилсови. Да. Супер. Колку време постои? Тој И лик? не знам, ја пресно го И заследив. ја пресно, мислам ја и пред една недела го видов. Не знам, ја пред еден месец мислам дека го заследив. Да, Не беше. со мажи кубуриме за инфлуенсерство и за дигитал. Со мажи кубуриме, жени има многу. Ама, еве Маријана Лото и она се појавни, она снимале нешто. Да, снимам, мислам дека она работи. И она работи, Да. да. Маријана Лото. Не сум И сигурен. Елена Спенџарска и она Да, работи. Елена, Елена е да. многу. Се враќаме назад во студиото после ваков убав искрен разговор. Мислам дека време е малку да се позезаме со една јака игра, која што јас ја викам 5 по 3. За 5 секунди треба да кажете 3 работи. Она си ги измислува Динев игрите, да знаеш, и минјат. Нема врска ова 5 по 3, ја викам. Сега има текнато. Жими мајка, брат. Па и тоа е способност. 5 по 3 Колку ја треба да си рекам. паметен, а? Ај, не, сега се ја засрамувам комплименти сега. изнели. А, да ми вратиш, Добрата. душа моја. Како е на тетовски, колку треба да си паметен?
Исто е, колку треба да си паметен. Да? Само малку треба да си паметен, знаеш, начинот на кој што ги изговараш е различен. Сај татовски ли ќе збориш? Татовски ли ќе збориш? Слушам дома Штимски цело време. не му е доволен, се мора мало и татовски да замочи. Ако не зборим ја, он нека збори. Браво, се каже, да не иди на тоа. Ајде. Ова беше пракса, кој папар ќе го... Вака, значи не е битно кој попрв ќе зазвони на звончето, не е тоа играта, Да, само што нема да бидете јогурти, тоа не е играта. значи само што ќе го одговориш прашањето, само цак зазвонуваш. Така, прави повозбудлива да биде играта. Ете така. За атмосфера ни е звончето во моментот. Ајде, почнувам со Александар. Три Еднаш работи. не почна со мене. Не, Гледаш? брат, залюбена. Почни со Александар, почни, ајде. Брат, Ајде. Сакаш, многу се тешки прашањата, ако сакаш Не, прв не, ти ја почни Не, со- најде, тропа на тоа, тропа. Стоп, има тука, сигурно дома му ги кажала. Сигурно. Не, не, за не, тоа не. не, за тоа не. Не, Не окей, знаем. окей. Јас ти гарантирам, не. Миром. Тропни Јас на не ова. сакам да ги Тропнав. Ајде, повеќе. Александар, три работи што ти иритираат кај твојата девојка. Леле. Сека доцни и доцни. Кај мене не доцни дечко, извини. Кај мене само доцни. Живи мајко, Канал 5, Моника Црнака каснеше, Ведрена каснеше, Ивана, она е четврта водителка, не, она не касне. Ај, фала ти, кажувам јавно. Еден Моника аплауз. Црнака каснеше, Ведрена каснеше, Ивана, она не каснеше. Браво. Еве јавно пред аудиториум. Оле нема да го крати ова. Еве Фала јавно, ти, живи Миро, мајко. баш ми значи. Значи лажеш, Ацо. Значи може 15 минути порано доаѓа. За мене не доцни цело време. Значи, Изгледа треба да се сега. разговара дома на оваа тема. Видиш заш, дали шефот или дечкото? После ова. Добро. Добро, ајде Октај. Три дами од естрадата со кои не си соработувал, а баш би сакал да се погрижиш за нивниот изглед. Кажи ме, нашата естрада. Општо, Балкан се. Некој што ги знаат и нашите гледачи, Да, да каже се Види, ја Линдион. можам да кажам сега ни светот, али... Не, оки, Балкан, дај, еве ние на далеко Балкан, сме Да од не одам светот. далеко, оке, далеко сме, Ајде. управа си. Па вака, имав прилика да соработувам буквално со многу мина на 5 секунди. Оки, со кој не си соработила Со кој? сакаш? Ајде, Карлеуша. добро. Добро, супер Три, лик, уште ми две. беше, таму седеш на твој место. Цеца. Супер лик и она и Денес ќе соработувам со таа другата особа. со Сенида. Со Сенда денес ќе соработувам. Добро, Значи уште не браво. се случило, ама Ајде, ќе се случи. Ке се случи. Да. Манифестира. Карлеуша Мангуп. Таму седеш. Тука? Да, Мангуп. И знаеш кај седиш. остај Тука ти. кој седеше? Борко Ристовски. Користовски. Александар, три работи кои никогаш не би ги простил на никој. Неверство, лага и крадење. Добро. Па да, добро, и јас. Се согласувам. И јас согласен, да. Октај. Октрај. Кој е денес? Многу сум расположена, значи. Абе јас Ама сум зашто не тука. го греши нејзиното име? Ама да, бе. Јас сум тука. Октај, три работи што сакаш да ги правиш, но не смееш. 5 секунди, немаш. Нема нешто што не смеам. Ај, а со закон нешто не те ограничува државава. Ти не кажеш со закон. Ама општо не смееш да правиш, се не сме он реално да краде. Лупам се. Подобро да ограбам банка. Што да кажам? Добро, добро. Ајде, Александар, наброи ми три твои несигурности. Воу. Отиде. Многу ти се кратки минутите. Дај, многу. Кој кажи, сакам да знам. Не знам. Некогаш телото знае да ми биде несигурност. Ха? Кај сите да добро, само нека оки, многу јако тело. Си го покажувам, па го стикаш на Инстаграм, жо, таму го знам јас. Да знаеш колку патам за ова тело. Ништо не јадам, ништо не пијам. Оки, ја вежбам, а ја јадам. години уста. Ја јадам, ја вежбам. Никако. Абе, спозори ми се како А, така, добро, ај после. како така никако. Телото, некогаш за работата сум несигурен дали го правам тоа Исто јас. правилно и некогаш ти мал. Ау, Опа! Си сигурна. Кога доцнеш. хит. Октај, три зборови со кои би го опишал Александар. Александар. Забавен, креативен, И паметен. 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 Можеш уште да Не, нека е кажеш наш ти паметен. Па да рече 3. Доста ти беше, ајде, да не ти го полним егото до толку. Доста ти бе три После работи, дома и ти ќе тама. отрпиш. Да. Бога ми, јас сум Пред ја огледало цело време. Најобав, најпаметен. Ато, што ти значи врската? Отпред сакам да те прашам. Ништо бе, се дотерав за тебе. Не, озбилно. Така си носиш ли врски? Да бе. На, добро.
Ама ги комбинира, гледаш, со Да, некои ја морам да широки те- фармерки со А, со патика, тоа, знаеш, да, не е елегантно, туку така Така малце појас, ама елегантно. Тоа си ова ти например, ова си ти. Да. Миро, ти вака се облече. Замисли ме мене вака да се облечем или замисли го Ацо вака да дојде. Зашо бе? Било би ти стоело ова и мене би ми стоело ова тоа. Не може врска да носам. Не битно. Значи тоа ти викам, не може тоа си ти, на мене вака си ми ти, сега не може нешто друго да бидеш. Зборувам за хејтерите, па ти они ќе прашаат зошто имат врска. Модерен. Да се објасни, Миро, пред да коментирате. Александар, 3 работи што ги правиш кога си сам, а ти е срам да ги направиш пред други луѓе. 3 секунди, Ацо. Ова пред тебе не ми е срам. Да прднам, да ждригнам и Колку е да луд човек. и да се шетам гол. Дури јас се застрамив. Мада знам да ждригам пред други луѓе. Не ме ако ми се така поблискички. Не сакајки. Не сака. Инаку јас ги трпам другите работи. Телевизија, бе, колку аз знаеш. Боже. Добро бе, добро, нема А веза. што ти тебе ти се сопија на дома? Ајде бе, сега. Ајде бе. Секој што слуша го прави тоа. Што ќе се срамам од тоа? Гледаме луд. Брат, не може ми текне никаде. Гледаме ми мене. Па стварно за други работи не. Добро, Ацо, за тоа ли ќе зборим уште на таа тема? Добро, следно прашање. Октај, Ајде. 3 зборови кои често ги користиш, а сакаш да престанеш да ги користиш. Кога се обраќам на публиката на македонски, кога користам сарвизми, тоа, Добро. не знам друго. И јас сум исти, леле. Например, зборот Али. Не можам да го извадам од мојот речник. Али. Но. И ја употребувам Али. српизми, да. Ете, не знам зашто, Али ми е тука. Шо Али српски ли? Не е србизам Али или Али српски? Да, да. Сарвизам. Да, македонски сигурно не е. Но, али, на македонски да се разбереме. Друго не знам, не сум некој вулгарен Некој тип. пцовки Не. не кажуваш? Свирни мора, свирни. А, има еден. Една пцовка има. Кажи Со се. буква так, ај, у, Ево, точка, курец. точка, точка. Да. Е, така. Си кажа, Миро, за тебе нема тоа. гајло. Добро, Александар, сега ни остана уште по едно. 3 работи што не би ги објавил на социјалните мрежи ниту за милион евра. Гола слика, казино и Цигари. Цигари. Стварно? Казино нема шанси да Не, рекламираш. бе, колку сакаат нека Имаме да тука некој колега што така. си ги Извини сака вака, казино. Миро. Не, ја... Колку е луда. Бе, ги помислех се Дезинформација. Не, имаш рекламирано со Лила, Филиповска да. рекламиравме, Абе, на да. елегантен начин, убаво, не викам ти лош, ама Не, имате тоа- различни ставови, тоа Тоа е сакам многу да кажам. против моите морали и моите верувања, А така не ли што пушиш никогаш- цигари? Не, ниту алкохол, ништо. Е, сега малце трес. Алкохол? Не, алкохол се напив последно за мојот роденден само. И се попишмани. Да. Бев на Малдиви, мислам како да не пивам. А што лажеш, сега бевме на коктел? Како лаже, види ја. Не, ново. Добро, бе, добро, да не. Сега позади бараше джин тоник, сега вика не пија. Добро, ај пред камерите. Да, бе, ја кажам дека ај, Нема пардам врз. по дома. Октај, последното. 3 личности кои би ги блокирал на Инстаграм. А ова блокнати малку се. 5 секунди, Не, не, ајде, не, што, не. кажи, Па кои што. се блокнати тие три. Имаш ли блокнати? Немам искрено, не се замарам толку. Ајде се, ајде. Ама не искрено, не се правам нешто Не си пред ги камера. следи едноставно. Не се замарам, брат. Немам ни толку време, верувај. Кажи Тие се Миро не ги Кацаров сакам, не ги ни одговори следам. нешто е. Кажи Миро, Ева и Динев, ја се знам. Не, бе, зашто да лаже ако не, Не, бе, не, озбилно немам блокнат. Добро, зад. Може некој хейт коментар сум блокнал е тоа. Е, да, луѓе вака рандом што не се јавни личности, знаеш да блокираш што те замарат. Имам блокнато затоа што ако не ми го сваќаш мојот хумор, не ме следи. А ако ме следиш и продолжуваш да ме малтретираш со коментари или пораки, идеш блок. Ма нека пишуваат. Некако баш ни дојде забавно со првата игра што направивме, па викам ајде уште една да изиграме. Веќе вие ја знаете, но направив едно мало, како да кажам, надоградување на играта. Малку ја сменивме со памукчињата. Значи ќе почнеме со Октај, треба со врзани очи да ставаш памукчиња во тој тањир, но раците ти бидат ставени во чаши. Немаме сега шпатула, таа ми е дома, пржам јајца со Сега ја неа. гледам, И не Пак ми се прже јајце за таа... Да, бе. И ово е од дома. Да, тука пукам Пукам ќе ќе јадам ова, да. Значи, snaži se pa živi, kako викат србите. Сака да каже дека е домакинка, ајде. Ето така. Браво. Чекам, ќе напрашаме вака јавно сакам да ве прашам. Зашо не живеете заедно? Зашо плакаш? Зашо не можеш кај неа се тупнеш? Чекај бе рано типа. Па што ти е рано? Чекај бе Од секој по 24 сата се заедно. Плакаш кирија, така? Да. Не, А она стварно, купи стан. Дупла кирија. Со тие пари шетајте дека. Имаш ли памет у главата? Тие 300-400 евро шлап. Ајде наскоро.
наскоро ќе Ке те види. викне Не на сакаме гост. да ги брзаме работите. Да. Значи, се што е набрзано, Аби не е живот ја добро. се избрза, па ти шо убаво каже, гледај кај су. А све ми избрзано на мене. Па шо ми фали? Бога? Ништо. Па ништо. Има исклучоци, Миро. Во Затоа се принцип, тоа- разликуваме. Може јас бавно, ако идам уште подобро, ќе не. Земи игра. Колку топки треба да ставиме тука? Значи, кој повеќе тој ќе победи. Значи можеме и по 5-6 да ги ставам. Со затворени очи не знам дали едно ќе може. Ајде да пробам. Само пази да не се гледа. Чекај, мерите време, не? Да, 30 секунди. Ајде, Ја идеме. пробам на глас, ајде. Затвори убаво. Ацо, види му се гледал? Како како Доле, овој отвор. Добре. Добре. Ајде. Може, И- чекај да слуша играта, ево Јовановска повеле. да ги отворам ли очи? Си свати да стави памукчињата Може. во садот. 1, 2, 3, старт! Ајде. Супер, Така, одлично, браво, одлично. браво, Оки, опа. Добар си бе, види го бе, добар е. Таму. Така. Ете така. Бре, Октај бе. Ама уште 30 секунди има уште бре, види го. Абе, не ме 20 стопирајте, секунди имаш. кај се? Не те стопирам. Браво, ето. Браво. Ето, Ги пати ето, сите. На Александар ништо не му остави, види Браво, сега. браво. Добар, Уште 10, 9, 8, 7, брат. 6, 4, Кај се 3, бе? 1. Тоа е тоа. Оки, врска нема, живи мајка. Добаре, види го. Чекај. Абе ја веќе ма рамо бе. Добро. Дај да бројам сега Ајде, јас. Миро, Миро да ги- Вака игра Тони Слаткар, така? Тони зени Слаткар. Да, и ама тоа е- со шпатулата. Тоа е пол... Сони, нема веза, ајде. Ова е И Ништо саботаж. не е лесно на крајот. Имам за тебе други Два. чашки, што се А, кидаш? други 3, чашки. ајде, 4 да биде транспарентно. Немој да крадеш, Не транспарентно. 4. Да. 6, 9, 11 и 4, 15. Па не си Добар лош. си, Оки. Најслаб си од сите до сега, ама нема врска. Да, сите беа на 20. Ама ти бе со И тоа со шпатула таа шпатула сега, јаци да. што се прави. Шпатула, па добро со шпатула повоз. Па, не, овака со една, да, вака е потешко. Не, Едно исто. време пробав вака да ги собирам, ама не биваш. Да не ги истора. Не си пробал А, така ова те тешко гледат било. ние. Ацо да не гледаш. Не. Ке го гледаш ке те ушишам, сериозно. Ако гледаш тешко тебе. Ке ме шиша еве он. Јаки баш. Има кој. Дај сега ставим му го ова. Истури ги само навред и пред него садот. Сакаш да ги пробаш овие пистачио или сакаш лоп? Лошо, кажа сега го рекламираат. Пистачио, ама и лоп ги пробав. Лоп. Лоп. Не е луп тоа. Лоп. Лопата. Лоп. Изразите на Миро, лоп и Сакаш да ги пистачио, пробаш мене ми е овие? преак. ги пробам. Многу се јаки. Значи еве јавно тука ке Додека јас цела изјам диета ја прекршувам. Ама Само- зашто? Ама многу се добри, не сериозно, не прекршувам. Зараза се. Не би јас ги јадам, јас ги вија јадам. Од вакво е, од фстак. Да. Многу се добри. Значи, Ја ги добри. Но. Сакаш да пробаш, Ацо? Пробај. После. Не во Чекај се, состојба јас сега. сум, Спремен фокусиран за игра. Фокусиране. Можеме? Ајде јас ке задвунам. Значи немој да гледаш. Добра. Чекај. Ајде. 3, 4, ајде. Браво бе, Еј, види бе, го. много е, Не може повеќе од мене. А што стануваш? А, ни треба Почна да ме гази. Беб, многу си јак. Ама стварно е јак, види го. Не, беб, се става више нема, чекај, дај некој нови. Ќе кликнав да земја. Ама чашите ќе ги ставиш де малце натре, види го. Се улета. Беб, Охо, сериозен ли си, ставај ги убаво ако ги ставаш се, не се чепат. Да. Да, Таму, таму. Таму пак се врат. Таму, браво, беб. Уште, беб. Тука се Уште 10, ајде. Еве ги фати. Да, ги цело Малце време подоле, фаќаш. малце подоле. Цело време фаќаш, беб. Ова ваквото бе. Уште 5, ајде. 4, 3, Фрлај ги Два. подоле. 1, беб, па ти си најак до сега што честувам. Браво! Ајде, Окте, можете да ги А изучите. јаки ги бра. Да, ајде. Беб, стварно се фати. 1, Кога се гледаш на 2, телевизија, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Не победи. Колку е 20? 23. те победи. Браво, беб! Браво, бе. Дечки, имаме уште 2-3 прашања блици да завршиме, затоа што помина 50 минути. Ајде. Кратко, кратко, не сериозно. Гледаш како ви поминаа вака брзо. Да, стварно, Многу забавно. ти е забавно со нас. Тај кажете ми малце, дали има Македонија пазар за инфлуенсери? Затоа што многу пати, многу ми не можат или знаат да кажат дека Македонија нема пазар за инфлуенсери, Македонија нема естрада, Македонија нема шоу бизнис, Македонија има само политика, припукавања, Македонија има само инфлација, Македонија има само проблеми здравствени, проблеми со образование, проблеми со ово она.
и никако ние да излеземе на површина тоа што го работиме за забава, работиме од забава и малце работиме во еден правец да нанесеме некоја релаксирана или опуштена атмосфера кај гледачите. Вас ве гледаат на дигиталните медиуми, мене ме гледаат на телевизијата или на медиумите кои што веќе се оддавна поставени дома, тоест нашите ТВ уреди. Имаме простор, Македонија има слух, спонзори, има слух за инфлуенсери. И јас мислам дека ние имаме многу квалитетни артисти, дали пејачи, дали инфлуенсери, дали актери и како добри актери. Немаме серии. Немаме Како? серии, зашто немаме, не знам, платформите Не знам, јас треба се да се чудам. работи малце на таа тема и да работиме на таа тема да не е гајле што ќе кажат. Дека кај нас уште владее таа. Не го зема зборот. Кај нас уште владе Затоа што ние можеме многу повеќе. Зашто да може Србија, што е тука до нас, а ние да не можеме? Што имаме ние минуси? комшивката не вена што ќе каже и комшивката Нена кај нас Е тоа е точно. пресудно Мене тоа ме мислење. нервира. Зашто мора се да биде да не кажат нешто. Па нека кажат Да, што да, има па, веза. па апсолутно. Значи како ќе унапредиме? Да, Како да, да. можат? Јас ќе кажам еве Србија. Значи пример ги зимаме секогаш. Ја Секогаш. работам со нив. Да. Значи они ние имаат работиме. гајле, работат Нема, и ги поддржуваат. Да, И да. уште едно нешто ќе кажам. Многу ми е жал и криво зашто кај нас нашето никогаш не чини, туѓото секогаш чини. Сите Ова го ми е збориме мене. ова. Да, да. Болка, како да речем, не можеме да го поминеме тоа никако. Дечки, јас Се мислам, поддржуваме. Јас мислам дека многу песимистички гледате на работите. Колку многу луѓе има што не поддржуваат, еве вас колку луѓе ви ја гледаат емисијата, колку дај малце на позитива, што е ова? Браво, апропо мобитов за Оки што го кажува. Абе види колку гледачи имаш тука доаѓаат, театар, гледаат. што ги почитувам премногу. Ако се јавам за гостин, тоа ќе биде не знам што. У Македонски народен театар вчера милион сториња ставија тоа што некој новинарка од Радио Нови Сад ги интервјуира. Сите глумци. Ја го гледам и не ми се верува. Јас да побарам, да внесам камера на G-Carpet. Тоа ќе биде не ми дига телефон, тоа чека и уморни се. Значи другото се почита, тоа само ти кажам. Не, за Кога жал. ќе дое некој србин, тоа се отварат врати. А јас да побарам нешто, или еве тебе, например, увек викаат Амидж Иван Ивановиќ, еве овој од како беше од AliExpress. Нас Аха, не да, викаат да. дека ние цело сме на AliExpress. Не само за мене, па и за вас и за сите што сме од Македонија. Убаво, не се почитуваме меѓу себе, бре, Ацо. Мора да се почитуваме. Он тоа ти збори. Така ќе Да, пораснеме. нас не сакаат, нас не гледаат, но збориме за нашите колеги моментално. Не зборам за луѓето кои што нас не пратат. Точно, Зборам колегите, за да, колегите. Не можеш никогаш да слушаш него колега да каже дека Ацо Динов е добар. Ќе ја земе Дуња од Србија. Дуња парче прави. Па дајте ми вие на мене 100.000 евра ја да имам приходи, да се облекувам гардероби, па да видите каков инфлуенсер ќе имам 100.000 евра месечно. 12-15 милиона пазар е Србија, бре, луѓе. Ние сме милион и пол. Неспоредливо е тоа. Неспоредливо е, но истовремено морам да кажам дека има луѓе кои што се поддржуваат едни меѓу други. Мислам, ако не те почитувавме ние, тебе немаше да дојдеме, така се почитуваме. Има, не можам да се согласам со вас за ова. Ама не, ние не Има глобализираме. Види, имаме. Не смееме Не да ставиме. глоба- Не, да, никако не глобализираме. да, Ама, да. например, ме праша зашто нема серии, филмови. За серии зборев, ми имаме Имаме топ многу добри актери. актери. Имаме например. филм на Netflix македонски, не знам дали знаат. Ја Netflix го гледам, кој е тој филм македонски, зашто Не знам е како се зарекламиран? викаше, но има у Македонија Македонски филм, со македонски глумци. Да, и на македонски се зборува со автоматски превод на англиски. Ја Netflix гледам таа платформа ме Е, па омилена, кој е јас тој сум го филм? гледал. Не знам искрено, не Па, знам како значи се вика. не знаеш, Ама па. го имам гледан. Па. Го забравив името само. Тоа ми беше мојата Лоша вака меморија. да финишираме, да сублимираме, Да се поддржуваме. да се дечки, поддржуваме, растеме фала и заедно. да има. Но, ово, оно, од тоа си патиме, овој, тури му пепел. И другите имаат, и во што е тоа? странските Ама Миро, држави ја има мислам дека хейт. малце се менјат работите. Сега Не се менја човек. Верувам, малце се менјат. Ќе ти покажам ја рейтинг телевизиски на македонска емисија и на српска емисија. Да видиш Србиве колку имаат рейтинзи кај нас македонци, пошто нели Србија, нели брате, нели Србија брате, нели Ама и ние, поголема знаеш. популација. Ама, Ама многу се вредни Ај, сте дошо. и работат и многу се трудат. Да, Многу да. се. А ние нели сме вредни, Не, бе, и ние сме. ама ние Нас само ни фали поддршка. ние без пари го правиме ова. Подршка. Они го прават од 40-50 луѓе продукции таму. Управо е. Он си ја знае оваа работа. Тим има позади нив. Таа Дуња има тим. Ти идеш сам. Она има тим, има асистенти, има шминкери, едне кондурите, едни тие носат п***чење, други тие шминка. Значи тој тим, па со таков тим кој не, а ние сами го работиме, сами го правиме. Има им смислуваат прашања водители. Да сте нормални. Јас сум бил по емисии кај Иван Ивановиќ Камиџи, тој 50 луѓе работат, Да. 50. И биле, па како нема да видиш?
Александра Дине во студиото по нешта половина на Ева Јовановска, ти го кажува презимето? Да, добар си. И Јоки, еден од најдобрите во работата што ја работи, свативме и видовме како е да се биде инфлуенсер, каков е живот на инфлуенсерите и пред да одјавиме еве ти го лоп беше така? Еве ти, лупче, еве ти една за тебе, можеш и една за тебе. Витаминка нашите спонзори. Жолто, Милан. Нашите јавни личности тешко е кога сакаат некоја фризура или некој шмикач. Не, јас имам многу убаво искуство со нашиве од Македонија и ми е многу чест и гордост кога работам, искрено, затоа што сакам нашите да бидат. Немат побарување некој? Не, сложни сме сите, се знаеме, се поштуваме, се дружиме. Немам никакви. Мислам дека и сите му веруваме на Окта. Јас кога одам некош ми се кај допаѓа, него, стварно, да, ми му е оставам препушта. на него. Да Добро, може за Витаминка, нашите генерални спонзори, што Ајде за лоб да кажеме. Сакаш ли за лоб да прочитам? Може. Да. Секогаш кога сакаш сладка пауза, луп тортици, нежен колач со богат крем што ти се топи во уста, јагода, чоколадо или банана, неодолливи вкусови кои уживањето го носат на ново ниво. Твојот избор, твоето совршено сладко задоволство на кое му се навраќаш одново и одново, како во луп. Вау! Ова е тоа. Супер. Лупот. Има нова реклама со пајак. И имаме едни интересни поклони. Сега нема да ви испратам само со еден лоп. Така. Ќе ви испратам со еден убав пакет од нашите генерални спонзори, најдоброто нешто од Македонија, највкусните. Убаво кажа да вика си пораснал со 100 бифли. Пораснал со вие, да. Имаш тука се што ти душа треба. сака, да. Се што Буквално треба да- сите производи на Витаминка на едно место. Ацо, ова верувам дека дома заедно фамилиарно се Ева Јовановска ќе го јадете. Па тука сум ја посреќен, јас сам ќе го јадам. Повеќе за тебе. Повеќе лоб за тебе. За тебе, да. Тоа е Витаминка еден пакет, а исто така морам да ги потенцирам или да ги споменам нашите спонзори Аджико Home Center кои што дефинитивно имаат се за вашиот дом, градина и буквално го што кажав, лето е, уживам кога е лето и видите што ви подари Аджико, нешто кое дефинитивно мене ми израдува. Ова се best way и се најдобри. Да. Ова се, како да кажам, ова се гумени фотели кои што се користат и за вода и за дома. И се одлични. Значи кога идеме кај нив на гости има кај да седиме. Дефинитивно, можеш на пример сега ако идеш на Миконос да си го земеш ова и на Миконос да си Прв ке сум Така. сега на промо. На плаж застануваш оки тука на гуменото. Уживаш. Имаш И да си ги гледав овие. има плаво, како сакате да си ги ова мислам тоа е црвено, ова е плаво, на кој како му одговара? Ти сагаш колба, да? Или некиш. Кажи каква боја сакаш. Дај го, ајде, нема веза која и да е. Како сакаш? Кажи Која како. сака оки тоа? Чекај, ма, таму има ли плаво? Не знам, повели, ајде, ова исто за Динев. Значи, Аджико Home Center слават 6 години роден ден во Штип, така да сите оние кои што Штип има одлични топ роденденски цени во Аджико Home Center, но не заборавајте, имаме роденденски цени и во Аджико во Рамстор, Куманово и во Гевгелија. Имаме топ понуди на вакви исто работи за на море и за на плажа, но имаме и голем број на интересни и на различни видови на базени, кои што се по одлични цени и така да може да ги најдете само во Аджико Home Center, роденденски цени, одлични, топ понуди, не заборавете. А земе пари што викаат ако некому требаат пари сега? Тие секогаш нудат достапни флексибилни решенија, целосно онлайн, брзо, лесно и едноставно. Самиот пристап и можноста за сите да добијат финансиски средства и фер шанса ги прави лесно достапни и секогаш во право време. Во сите филијали во Македонија најбрзи во нашата земја. Земи пари кога и да посакаш. Да, и голем поздрав за нашите спонзори Евана, кои што се општествено одговорна компанија и помагаат на македонската музика, на македонскиот, како да кажам, джет сет или на македонските емисии кој е Golden Carpet. Поздрав до моите спонзори Фокабо, кои што се погрижа и денеска да изгледам вака елегантно, и Промо Италија, да изгледам вака млад како Динев и како Оки. Јас сум ваше домаќин Миро Кацаров и благодарам што бевте и денеска наша верна публика. Се гледаме наредната недела. Ве поздравам до следно видување. Ева повеќе. А за мојот изглед се погрижи овој пат Белеза де Мода, мојот студио Дадар и Extreme Nail Academy. Навистина ви благодарам што останавте до самиот крај и вас ви благодарам што бевте тука. Баш убава емисија, баш не расположивте. Јас многу си поминав, сакам да кажам, и фала што ме повикавте.
Наредно пак ќе се видиме на Па Да, повикате некоја тезга заедно со вас као инфлуенсери, Ќе го навлечеме, јас мислам може дека би ќе го не навлечеме. некој инфлуенсер ќе вака некако вас толку, но Ќе биде, вака ќе биде. приближно, пример вие прво, второ, ја може 7-8 доле место. Ама Миро ќе те биде. Јас А он верувам. скромен Скромен ќе сум си јас. иде, бе. Не, не. Ви благодарам уште еднаш ка се гледаме. Поздравувам. Чао.